Тетовскиот район опфаќа 8 објекти за згрижување деца од предшколска возраст. Капацитетот во нив е 640 деца, досега пријавени за престој се 740. Директорката на детската установа Младост Тетово вели дека прават напори за отворање нови простори, а дотогаш децата се ставени на листи за чекање. Па мислим дека од просторите ни требат, но уште во 2009 година во Министерство пративме едно барање со проект за нов објект во склоп на нашата градинка, но тогаш тука ни застана барањето, очекуваме дека повторно ќе го започнеме процедурата за нов објект и валјда во пократко време ќе имамо нешто од тоа. За моментов можем да кажем дека само во стара градинка една просторија која до сега ни беше магазин, го пренаменуваме во занимална, каде што за 1 септември таа ќе биде подготвена и ќе се започне работа. Други простори нема да можеме во моментот да обезбедиме, но ќе се работа на тоа преку цела школска година да можеме да се прошириме. Кое дете ќе биде згрижено во градинка се одлучува според неколку критериуми. Еден од нив е вработеноста на родителите. Изминатиот период беа подобрени и условите за престој и учење на децата, додава Даути. Преку целата година се работеше на подобрување на условите на градинката, така што имавме една инвестиција во реновирање и реконструкција на главната кујна во Тетекс градинката, магазинските простори и трпезаријата, каде што свите беа опремени согласно ХАСАП систем. Тука добивката е што децата конечно успеавме да бидат прехранети спрема ХАСАП систем и во сигурно подобри и почисто хигиенски услови. Во нашата установа се формира комисија, која комисија си работи и ги разгледува барањата на родителите, како за почеток остануваат децата кои веќе биле згрижени, значи продолжуваат. И тука ни останува простор само големите групи што се испишуваат од градинка да можат да се примат додатно во градинка деца. Критериумите се гледаме најповеќе кој му е најнеопходно, рачунајќи ако работат двата родитела да може да немат каде да ги згрижат или во моментот им се укажала прилика да се вработат, па гледамо да им излеземе усусрет, иако ние многу гледаме на тоа дека свите деца треба да бидат згрижени, кои што и ќе побараат да бидат згрижени во градинка, така што преку цела година ги примаме децата. Детската установа Младост Тетово се соочува и со недостиг од кадар кој се пополнува со времено вработени и волонтери. Тие имаат поднесено барање за проширување на воспитниот кадар уште пред некоја година, но како што велат се уште немаат добиено дозвола од Министерството за труд и социјална политика.